Добро вечер. Ова е најновото издание на Лица, во кое повторно, по не знам кој пат е во оваа сезона, моја соговорничка ќе биде жена. Дали тоа се сведува на заклучокот дека се чини жените во Македонија се похрабри од мажите, иако не целом и на мажите, но ете така, случајно или не, повторно ќе имам дама спроти мене. Тај познат борец, за мене и херој, многумина ја препознаваат по тоа што го правеше по улиците, во борба за правда, во борба за рушење на претходната власт и така натаму. За што се беше на улица, ќе зборуваме вечерва. Незините статуси на Facebook се многу чести, многу редовни, многу актуелни. И еден од многуте статуси кои што мене ми оставија впечаток е токму оној за тоа што значи да се бориш. Па таа ќе рече, се бориш за себе, се бориш за блиските, се бориш за правда, се бориш за правичност, се бориш за подобар живот и се бориш за да се бориш. Или, како што ќе рече, не ми треба оцена од вас, јас сум добра и добра сум таква каква што сум. Мери Николова, вечерва во Лица. Добро вечер. Добро вечер. Добре дојде. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. Не ти е прво појавување на телевизија, ниту пак пред јавност, но вечерва ќе зборуваме за се она што е твоја борба зад твоето лице кое што е во јавност. Пред да почнеме со емисијата, дозволете ми да ве поздравам, бидејќи премногу ве почитувам и на темата на која што ќе зборуваме, тоа патишествие го имате поминато. Благодарам и на гледачите што вечерва ќе ни удостојат пред малите екрани, пред Еден ТВ. Јас би сакала да кажам дека пред се за мене се битни граѓаните, кои што во масовен број се оцелуваат, го носат својот багаж, останатите се посетуваат, ги делат своите подароци, го земаат она што е нивно, а јас кај вас дојдов со моите спомени. Со тие спомени би сакала да ги поздравам сите лица, како што и вашата емисија, лицата борци од удар, кои што се најзаслужни за пат на овој режим. Во нивно име, бидејќи се многу, не можев да ги донесам во студијето, би сакала оваа прва наша борба, бидејќи вие како борец да ја носите ова мајца и се подсеќате и во иднина да ги поддржувате жените борци, па и мажите. Ви благодарам. Повелете. Мери, повелете. И еве сме назад и повторно добро вечер за Мери Николова. Добро вечер. Добре дојде. И јас Добро ќе кажам, како што веќе најавив, дама, жена, херој, која што предпоставувам дека многумина ја знаат, ја препознаваат и така натаму и така натаму. Се надевам дека ќе кажеме работи кои што многумина и не ги знаат, па затоа сме вечерва тука. И затоа да почнеме буквално со еден мал портрет, кажувајќи која е Мери Николова, пред воопшто некој да ја запознае јавно. Девојка од Пробиштип? Да, потекнувам од Пробиштип, средно и основно и средно факултети и магистерски студии завршив во Скопје. 10-11 години вработена во Министерството за образование и наука. Поради политичките услови во државата, бев принудена да го напуштам работното место. Значи, по завршувањето на моите студии на 23 години се вработувам во тогашно Министерство за наука, сега Министерство за образование и наука, и хиерархиски, како што следува за секој вработено лице, ги поминав сите скалила, почнувајќи од помлад соработник и стигнав до скалилото раководител на оделение. Иако релативно млада, успешно ги завршував и ги учев, за мене сепак беа новитети работите, јас бев послушна, учев и сотрути со работа стигнав и до раководител на оделението. Но сепак ќе мораме да не сакаме да ги спомнеме партиите. Во времето на ВМРО ДПМН, јас сепак вработена 97 во времето на Бранко Црвенковски, таквите кадри на ВМРО почнаа да им сметат.
значи како да го потполнат бројот на своето гласачко тело. Нас не може, бидејќи бевме заштитени со закон да не isfрлат на улица, туку не деградира, а нормално, ако јас како личност сум вложувала, инвестирала во мојата работа, тоа го сватив како голема навреда. Како интелектуалец и како лице кој што има допринесено во науката, го напуштив сама. Дали бара од тебе да правиш нешто што не е во природа на твојата работа и на тој начин се обидува да ти кажат нешто меѓу редови или? Па да, значи имало обиди, имиња нема да спомнуваме, од министри, кога требало, претежно работев, значи да објаснам на публикации на докторски и магистерски работи, зборници од научни собири, така да постоја критериуми кој научен кадар треба и заслужува да помине во текот на конкурсот, додека тече конкурсот, значи сум била принудувана да ставам во одлуки кадри кои што не биле доктори на науки, кои што не ги задоволуваат критериумите, јас сум одбивала. Сум била бркана од канцеларија, но сепак, дали сум била млада, не сум сваќала дека поради мојата непослушност би можела да бидам избркана од работа. Иако деградирана, имаше моменти кога моја предпоставена беше Лилијана Ханџиска, вечито благодарна на жената која што одлично ја владееше науката и нормално учев од нејзе. За време, точно не се сеќавам која година, значи бевме доведени во моменти како млад човек да пиеш диазепами, лексилиуми, да бидеме затворени ново отворено оделение, каде што требаше да истражуваме и да направиме адресар за самото министерство за полесно наоѓање на институцијата, која е дејноста, структурата, контакти, научни личности. И кога веќе тој проект ние го завршивме, ни беа одземени ингеренциите да контактираме со луѓе, фактички бевме затворени во 4 ѕида и нашиот контакт за време на работата од 7:30 до 3:30, тогаш така се работеше, ни беше само телефонски. Откако го завршивме адресарот, и тоа релативно квалитетно и со примерок како да изгледа и корицата, тогаш министерот, зашто стоја нашите имиња, не дозволи да излезе тој адресар, иако беше побарано од нас да го направиме. Ако добро те разбрав, во периодот кога доаѓаш до некое убаво горно скалило во кариерата во министерството и во областа во која што работиш, нели? Скалило горно во областа во која што работиш, тоа што го дозволува. Во тој момент се крши се и практично те враќаат некаде на почеток. Приправничко или веќе какво место? Од 10-11 години работен стаж, стигнуваш, значи, хиерархиски таму кај што треба да бидеш, без врски, без ги исполнуваш законите, законот според државни службеници. Мене ме враќаат повторно на исто скалило, како да почнувам од почеток. Значи, тогаш да не заборавиме, платите беа многу ниски, со факултет 8.100, храна и превоз неполни 12.000 денара со факултет, што сега тоа е веќе средношколска плата. Што прави тогаш Мери? Тогаш ми се одземат ингеренциите, меѓутоа не со решение. Се правеше тој период систематизацијата и јас не сакав да ги предадам моите ингеренции на личноста која што ја ставија на моје место. Сакав да си ја водам работата, се додека не го добијам новото решение, да потпишам и тогаш да знам дека не е повеќе таа моја работа. На таков дрзок начин, значи бев повикувана од личноста кој што јас сум обучувала, јас сум ја учела на компјутер, јас сум кажувала како треба да се спроведе еден предмет. Тотално незапознаено во на ништо го работевме. Бев повикувана на дрзок начин и со колешкени: "Госпоđа, донеси ми ги предметите." Тоа е едно селско изразување на кадрите кои што тоа време владеа. Јас реков: "Вас што ви треба, вие ќе дојдете да земете." Јас сум се уште раководител и така да не можев да го поднесам. Одам едно утро, си ги собирам моите работи, документите ги предавам во архива и почнува мојата голгота. Значи 2 месеца пред да се донесат да се достават решенијата, ми се јавува од кабинетот на министерот. Тогаш министер беше од државен секретар Перо, кој што беше еден период амбасадор во Кина. Во Кина или во Австралија, се извинам, да.
и јас кажав немам потреба да се враќам назад, бидејќи слушнав дека јас веќе сум разрешена и воопште после не и кревав слушалка, значи јас на државата должам 2 плати кои што ми ги дадоа гратис, не ми бара ни боледување ни ништо и тоа моето решение беше закачено во ходник на еден директ дека добивам отказ поради 3 дена отсуство. Јас иако отсуствував 2 месеца, меѓутоа тој период многу тешко го помина во животот и никому не сум ме кажала оваа приказна. Од тогаш до денес работно ангажирана 11 не. Не се ни обидуваше? Иако мојот сопруг цел живот е на функција, за мене мојот сопруг го гледав како личност, успешен во својата кариера, но јас сепак сум образована личност, знам колку вредам, знам колку можам да постигнам и жената секогаш е горда да каже дека сопругот треба да биде тој да се обиде, да те постави на место каде што вредиш да си. Јас тоа не го побарав од сопругот, иако во сопругот, во неговите очи бев на вистина квалитет и реков јас ќе се борам до оној момент кога треба мојот квалитет еден ден да излезе на површина. Да се цени. Твој сопруг е Агрон Буџаку, инаку партиски функционер на партијата ДУИ, поранешен амбасадор во Франција. Во дел, она што е твоја приказна, не може да биде прескокнат, нели, како човекот на твојот живот, вие денеска имате 2 деца, веќе возрастни би рекле. Се запознавате некаде кога ти работиш во Министерството за образование, имате навистина долга врска која им била добар период во тајност, додека не стана јавни и така натаму, но кога Мери Николова некој ќе ја изгугла, да речеме, за да, нели, во потрага еве сега под некој интервјуа, видеа, фотографии за Мери. Некако меѓу првите се појавуваат текстовите дека вие после долги години сте се венчале, нели сте обелодениле својата врска, 12 години, колку што можев да прочитам. Јас не можам тоа да го прескокнам, но еве ќе зборуваме онолку колку што сакаш. Треба јавноста да знае. Вашата врска е тајна. Немате одобрение, да речам, од семејствата на почетокот и на Агрон и вашето, меѓутоа, вашата љубов е посилна од се. Очигледно дека сум била голем борец, не само во работата, туку и борец за својот партнер. Тој е малку поплашлив и можеби јас сум таа што го задржа за себе. Не си исполнија желбите некој кој што требало да го има, онаму кај што треба. Со ова докажувам дека иако и по 12 години во мрачен живот и по обидот дека крајно време, дека ние треба да се разделиме, тој одлучува да се врати од Франција и да каже дека да ја кронисате вашата љубов. Да ја кронисаме без разлика на се, без разлика што живееме во такво општество, дека и тој повеќе ќе биде критикуван, кога гледаше во мене дека јас се борам за соживот, за мене не постоje албанец, турчин, ром. Значи јас ги гледам само луѓето се добри или лоши, дали се ВМРО или СДСМ. За мене во моите очи е само добар човек. Одите во Франција, додека е амбасадор таму, имате 2 деца и одите безмалку како сакате да се скриете малте на од очите на јавноста, ако може никој да не знае дека Мери Николова е таму со 2 деца, веројатно нели сакате да бидете блиску до Агрон, но во тоа време се уште не сте на чисто кој пат ќе го фатите, нели? Заминуваме, значи, за Франција, остануваме некаде период, можеби од 2 години, се случува еден немил настан, кој што не би сакала да го кажам во јавноста, и јас решавам храбро повторно да се вратам со моите... Тоа е настан во кој што повторно семејствата ги замешуваат своите прсти во отпор да бидете, во отпорот да не бидете вие заедно практично. Сега не е битно за каков детал се работи, меѓутоа ете, тоа ја прелева чашата и решаваш да се вратиш. Решавам да се вратам. Решавам сама да ги чувам децата. Решавам дури да не зборувам за сопствениот живот. Решавам да почнам се од нула, заборавајќи го патот тижок кој што сум го одила позади себе. И кога тој доаѓа на викенд, јас кажувам дека сум решена, или а тој доаѓа, јас него не сослушувам со која цел доаѓа. И тука се случува нашата одлука и на денот на мојата ќерка
на 9 години. На роденденот. На роденденот, решивме да ја запамтиме датата и годината, ја правиме регистрацијата во Талија, неканејки ги семејствата, но сепак не можев да одолеам да не ја поканам мојата мајка, иако беше многу болна во смртна постела, тоа и беше желба, бидејќи таа ги исчува нашите деца и вечито благодарна и вечна и слава. Ја губиш мајка ти, затоа ќе зборуваме низ разговорот. Семејствата не се согласуваат поради тоа што ти си македонка, тој албанец. Денес тоа веќе не е така. Денеска сте во хармонични односи со семејството на Агрон или почитуване и така натаму. Беше ли тешко да се извои таа битка? Многу тешко. Која битка не е тешка? Вие гледате при рушење на еден режим колку години требаше да поминат каму за еден живот кој што треба да го поминете заедно. Како ги премостивте разликите? Па можеби Господ сакал веќе да се случи она што се случи. Тие во мене можеби се љутеа зашто не беа поканети, но не ни е доцна ние и да направиме свадба. Ние сме сепак модерни луѓе, за да склучиме таков брак и таков живот. Можеме тоа и да го направиме за да повикаме семејната страна, оние кои што не дека ние сме сакале да ги испуштиме, туку сме сметале дека ќе ги поканите, нема да се појават. Сме сметале дека нема потреба сето тоа, нас не беше битно да ја кронисаме. Нас не сега се исто дали ние сме биле вонбрачно или сега сме во брак, ние се уште исто ни течат работите, значи комуникацијата ни е иста. Сега Агрон е малку по-мирен тип, јас сум по-динамична, во нивната фамилија се зборува на еден исти тон, многу по-мирно семејство. И тука една Мери која е бучна, што постојано и можеби тука и станав интересна. Видео дека јас имам добра душа, дека ништо злонамерно, никогаш до сега и кога сме седеле не сум го спомнала минатото, зашто сум доволно зрела дека доколку јас го спомнувам минатото, нема да живеам во сегашноста и нема да мислам за иднината. И сепак за љубов кон сопругот и кон дечињата, јас кога се среќаваме со нив, ги сметам како свое семејство, како дел од моето семејство и доколку би се случило нешто за нив, јас душа би дала. Так. Иако поминав многу тежок период. Да, но ето и времето лечи се. Да. Кога прв пат јавноста ја запознава Мери? Кога беше првиот јавен крик на Мери? И зашто? Првиот јавен крик, кога веќе се собираше, а мотивот и на самиот почеток спомнавме губењето на мојата работа, никој не знаеше. Значи, дури и луѓето се чудеа како жена на функционер, обично жените на функционери не контактират со обичниот народ, одат чисто на приеми. Јас ги сакав луѓето, јас сакам постојано да сум на пазар, да сум меѓу луѓето, да бидам во тренерки, да бидам на село, па било што, значи, јас повеќе се гордјам да бидам со народот, отколку да одам на коктел со својот сопруг, да бидам видена меѓу познатите луѓе. Така да, првиот мој глас го кренав и на самиот почеток ги поздравив сите борци од удар, секој на свој начин деградиран во својата професија, ја изгубил работата на било каков начин. Така, во една случајна средба, кај нас како Фејсбукот да стана многу поголем медиум, промотор за борба, за работа, да заштитиш некое лице, да критикуваш министер, да критикуваш премиер, да се смени, да се движи во насока по гласот кај што го искажува граѓанинот. Така се случи и нашиот собир за удар, кој што оваа година полниме 4 години. Тие се едни... Значи удар е здружение, платформа? Не, удар ниту не е здружение, туку удар си го крстивме дека само со удар и смело, и храбри чекори може да се руши еден режим, како што докажавме дека режимот го срушивме со пенкало. Ние почнавме, но не бевме свесни во каков оган влегуваме. Бомбите се уште не беа пуштени, ние не бевме свесни дека имаме фактички работа со психопат кој што ни ја води државата. Кога се појавувате со удар, бидејќи сте сопруга на функционер, бидејќи сте активна на Facebook, бидејќи објавувате фотографии од себе,
почнува голгота. Така е, со тоа што тоа веројатно беше само почеток, бидејќи потоа станувате многу поактивна и на многу поконкретни теми, во многу поконкретна борба, нели, за една единствена цел, а тоа е, нели, предлог законот за амнестија за кој ќе зборуваме подоцна. Но после ова прво појавување, нели, се појавува удар на сите, нели, како обично бива, портали, почнуваат конструкциите за тоа кој ви ги дал парите, како сте се формирали и така натаму. Но она што исто така факт е моментот на лични навреди кои што и тоа како ги добивате, почнувајќи од тоа дека сте, нели, јас ќе кажам жена, убава, како велат плашете се од убава жена. Згодна, атрактивна, фотографии направени на различни места ви се наметнуваат како, нели, лајфстайл, како жена која има многу пари, па не знае што со себе и сега решила да дига некоја мала револуција. Бидејќи тоа се првите удари од таков тип, како со нив живееш во тој период? Како се бориш? Како ги преживуваш? Јас бев свесна дека ќе бидам критикувана, како и цел живот што сум критикувана. Мислам да не нагласувам на, нели, легендарната фотографија пред продавницата на Луи Витон, која што, нели, како не баре да си ја купила истата. Да, како што знам дека сите кога посетувате било која држава, сакате да се сликате пред нешто, ако не можете да го имате, барем да се сликате. Така да јас и тогаш повикав, ако имам нешто брендирана гардароба во мојот плакар, слободно дојдете, соберете се. За жал немам ништо, можеби имам кога имале попусти по 80%, ако тука треба парчето да купам за 20-30 евра, јас ќе купам брендирана, зашто во Франција секогаш е поевтино. Така да можеби имав среќа и да дојдеа да ја бират мојата брендирана роба, цела гардароба повторно ќе ми останеше иста. Претежно бев критикувана, а најлошото, ајде јавно критикување, се знае кој критикува, Мери Луи Витонката, Мери сака да се прикаже и социјалка, богата, вели во Франција, не знам што. Навистина, да, јас сум многу богата. Богата во душа. Од тоа богатство што го набројуват, 1% да е наше, јас би била среќна и задоволна и би можела да делам со сиромаштијата. Читаш нешто, не знаеш што се имаш. Да. Дај Боже да имат сите толку колку што имам јас. Те правеше ли тоа лута, нервозна, уште по решена во намерата? Кога плукаа по мене, бев навикната. Не знам како да не допираше тоа душевно до мене, како да имав една бариера пред себе и зашто знам многу полоши работи на тогашни функционерки, функционери, кои што правеа работи што не треба да ги прават. И така да ми требаше една мала искра да можам за сите се да кажам. Меѓутоа се воздржав и сега исто нема да го кажам. Тоа што сакам да го кажам и треба јавноста да знае, подобро да знае она зашто сум вечерва дојдена овде. Најлошото беше што заканите, иако знае дека сум со мали деца, стигнува ти шиптарке, да се иселиш од овде, ке те расчекнеме на колна сред плоштад, ке ти тече крв од нос, од уста, од уши. Значи имав едни страшни закани што сега гледано, тогаш во моментот не се можеби толку плашев, но сега гледано од оваа страна, што правеле тие по нарачка на Груевски и Мијалков, можело тоа да ми се случи, но ја бев многу внимателна. Тој период не излегува во град, не ги пушта. Живеевме затворен живот. Потребата до школа, дома, протести, значи тотално затворен живот. Пазарење никако навечер, строго преку ден. Дури некојаш ако сум имала потреба, ќе повикам човек да не мора. Но тоа не те колебаш во намерата? Не, па реков еднаш се живе. Дали тогаш или сега, јас треба да бидам храбра, но отпосле дознавам на каков начин работеле ВМРО-вци. Значи, сите оние што биле вработени во институциите, ќе отворат по 10 лажни профили, ќе ги заплашуваат луѓето, како што нормално беа заплашувани кога го почнавме ударот. Значи, треба да си стварно плашлив, кој никош да не си се борел во животот, да дадеш толку внимание и страф на она што ти се пишува, дека може да ти се случи. Бидејќи тоа се случува, сето тоа се случува во време на една условно кажано тишина, кога нели ретко кој зборуваш, подигнуваше глас, особено некој ете така да направи, да речам, платформа и да почне да се бори за некоја кауза. И тогаш твоето појавувањето на удар го доживуваат како нешто кое што,
како Вие да му фрлете црн картон. Така е поставено прашањето кон тебе. Еве сега формиравте здружение и решивте да го срушите Груевски. Ние не формиравме здружение, се обединивме како граѓани, оние што се спонтано. Но она што беше како нишка во вашето движење, нели, затоа велам главно прашање по она што видов дека ти е поставувано во тоа време, нели, Мери Николова, вие решивте сега да го рушите Груевски. Така, и никој не веруваше како ќе го рушите. Значи, ние покажавме со појавувањето на самата Бина на првиот ден од ударот и да фрлете вие црн картон. Знаете ли што значи црн картон? Како да сте го погребале лицето кое што треба уште неколку години да ја води власта, да му палете свеќи на жив човек пред собрание, но ние не палевме свеќи за него. Ние сакавме да го погребиме режимот и оној режим што сака да ни го наметне на личност. Значи, палењето на свеќи, фрлањето на црниот картон воопште не беше наменето кон неговата личност, туку кон делата кои што ги правеше тој. Со рушењето со појавувањето на удар, ние сакавме да ги мотивираме луѓето дека не треба да се плашат, таа одредена група од 30-50 души и тие исто имат семејство, па народот сакавме да го повикаме, зашто во администрацијата тие поминувале Голгота, значи без разлика дали се од ВМРО, таму не смеело да не се оди на митинг, како при самата институција не биле запишани и при самото доаѓање на митинг не биле запишани. Значи сакавме да ги ослободиме, ако ние сме храбри, сме луѓе, треба и тие да се храбри. Не успеавме можеби во тој дел во администрацијата, но после нас дојдоа оние студентските протести. Потоа се случува шарената. Шарената од после веќе на крајот, после кампот. Значи ние поминавме уште многу удар, студентски, кампот. Имаше ли период кога беше најмногу уплашен? Најмногу бев уплашена кога почнав да пишувам за соживотот. После СДСМ го зема тоа во својата кампања, во исто време почнувам да пишувам за А1, за Смилковско, случката на ПМФ, тогаш не врзаа во група на месенџер мене и преседателот, сегашен премиер Заев, и лица со многу чудни имиња. Тога ми е срам да кажам пред јавноста што веќе не пишува, што ќе ни се случи. Тука навлезе оној страф, а никогаш не го прашав тогаш преседателот што вие размислувате, дали воопште не знаев, дали воопште тој чита, но не верувам дека чита, тој до ден денеска чита секој што му пишува, но никогаш не сме разговарале на таа тема. И никогаш не те поколеба, пак ќе прашам, да подзастанеш? Не, иако тој како функционер имаше заштита, јас немав заштита, но се пасев. И дури сопругот почна да го фаќа паника и секогаш ми велеше јас не можам. Во тој период е во државата? Не. Не е во државата? Во Франција. Значи поддршката можеш да имаш од далеку што се вели, но вика сето она што го правиш, јас знам дека не можам да те сопрам. Ти си жена која ќе науми нешто праве, можеби другите жени се такви, но јас сум тука да ти ја дадам поддршката зашто гледам одиш по правиот пат. Значи повторно поддршка, што се однесува до безбедноста, сепак безбедноста, напоменето дека треба пред да излезам да ѕиркам на окце, кој ќе се движам кон лифтот да гледам кон скалите, секогаш да внимавам на тилот или да се снајдам со спреј доколку некој ме нападне. Забележа ли некогаш чудни околу зградата секогаш имаше, мислам, треба да си бидејќи ги познавам станарите и оние луѓе кои што имаат дуќани кои што кружат, но да стои сумнително лице, посебно оние ко билдери, се гледа дека се пратени, платени луѓе, ама нивната цел никош не ја дознав, дали ме следеле кај одам, со кого се среќавам, па и да ги прислушкувале телефоните, некои работи не се спроведуваат преку разговори, туку се сретнеш со еден, дадеш ливче со друг. Да, сум го осетила и секој сум бегала да не излегувам често. Обично на протестите секој сме биле следени. Додека не заврши, до кај ја враќаме бината, додека не влеземе дома, постојано сме биле следени. А сега следени, дали е наредба било од МВР или следени, јас уште не дознав зошто сме биле следени. Сте им се свиѓале многу изгледа. Можеби. Тука некаде во целиот овој бунт се појавува и идејата за
предлог закон за амнестија. Мери и луѓето околу Мери, но ќе речам пред се само Мери, беа тие кои што јавно, многу гласно го дигнаа гласот дека треба да се донесе закон за амнестија, кој што навистина беше, да речам, умрен години наназад и не се зборуваше за него, нити пак се ставаше на маса. Повторно тука се појавија приказните, кој стои за тоа, кој дал пари на Мери да збори за дал пари, Сорос дал пари, значи добро, од каде богата сите ми дале пари, никој ништо не ми дал, ниту пари, ниту работа. Како воопшто и зошто? Па, како што кажав, се почнува спонтано во исто време да зборувам за соживотот и во исто време да слушам разни приказки, не знам дали станува миленичка кон одредена популација на луѓе, да се осмелуваат да ми пишуваат во пораки, покрај нивниот живот, она што ми го пишуваат, почнав да правам текстови, луѓето почнаа да стекнуваат доверба во мене, никако имиња не објавував и реков еден ден и да побарат од мене имиња, јас сум спремна подобро мене нешто да ми се случи, а секојаш ќе бидат заштитени, такво нешто да се каже, да ме одберат баш мене. И дојде до идеја... Кој ти пишува? Ми пишува, значи, сопрузи, цел затвор. Тотално знаев што се случува, ми спраќаа слики, ми спраќаа од Шутка, ми спраќаа од Штип, ми спраќаа од Гризово. Од условите во... Од условите, посебно правам текстови за Штипскиот затвор, посебно за Шутка, за Идризово, значи тотално на кој не му е даден лек, колку пари треба да се плати за да дојде до докторот, колку пари треба да се плати за мобилен, за душек или да биде пуштен на викенд, да ги исполнува условите намерно пред да го пушта, дека ќе му направат нешто, ќе го пикнат во самица и фактички му се укинува викендот на лицето. Мислам дека имаше шпиони внатре пуштено од страна на тогашниот директор. И точно се знае кога се пригушува протестите, истите луѓе завршува во самица. Ние отидовме некаде на средина, уопште не се задржавме како почна амнестијата. Како почна самото да. И рекоа, мораш да превземеш нешто, да правиш амнестија. Како ја реков, амнестија ќе правам, како ќе го направам сето тоа, а немам ни здружение за себе, немам не стои ни партија, ни ништо. Но верува во себе дека ако почнам некоја работа да правам со самото прашување, со искуството кој што го има во министерството, значи административниот дел за мене беше голема боза. Девојката со која што требаше да се сретнам, таа беше правничка. Не знам дали да кажам за кое дело внатре незиниот брат затворен. Не е битно. Не е ни важно, е некаква жртва. Се среќаваме и ми дава еден предлог на амнестија и реков... Предлог закон? Предлог закон за амнестија. Тоа беше напишано на 2 страни, што мене уопште не ми беше јасно како ние ќе одеме да се бореме за амнестија со 2 ливчиња. Некако не ми беше сватливо. А во исто време ме бара и директорот на... Ова се случува во рок за 1 недела. Значи, бара директорот на? На затворот Живко. Мери, вие гледам подготвувате, моите статуси редовно биле пренесувани кај него. Значи, тој дошол и до мој контакт и ме повика на разговор. Не беа тајна. Отидовме на разговор, не отидов сама, ја повикав истата правничка кој што го пишуваше предлогот да видиме што сака тој да каже. Тој рече вака: многу добра идеја што припремате предлог закон за амнестија, но ако сакате да ви помине, ќе ви припремам јас и мојата екипа и ќе се борете за тој предлог закон, за кој што ви гарантирам дека 100% ќе помине. И на крај памет дека ние можеби требаше да го послушаме, од друга страна не го послушавме, зашто рече дека нивната одлука ќе доаѓа од страна на тим на луѓе директори на затворите и санкции. Кога спомна санкции се плаќаа по 5000 евра да добиеш 40 дена отпуск или било што, реков ова е повторно вртење во круг, вртење на пари, на исти луѓе и ние фактички Вашиот предлог прв што подразбираше? Кој требаше да добие амнестија според тој прв предлог? Само да довршам, значи имаше општо напишано девојката правник, ова понудата и кој излегов ми реков јас се откажувам. И кој кажав на сите поединечно кога пишувавме, ние во тебе гледаме Господ, мораш да одиш до крај. Како до крај? Ми се јавува една личност, вика, имаме приготвено
предлог закон за амнестија го приготвуваше правник и никако јас тој што ми го нуди амнестијата не му го доснавам името. Фактички јас прифаќам предлог закон, а не знам од Не го знаеш авторот. Да, тоа е многу интересно. Тоа е практично вториот предлог кој доаѓа до тебе, кој што е издржан по содржина, а она што е најинтересно е дека авторот и јас не се и ден денеска не го познаваш. Не. Само преку посредници тоа е испратено до тебе. И тоа од ВМРО кои што заглавиле луѓе кои што и се мешале во бизнисите и да не зборува, значи јавно, дури тие ги знам кои што го пратија предлог законот и поради кои посредниците ги познаваш, затоа што си морала да ги познаш, меѓутоа кој стои за тоа не знаеш до ден денеска. Не, затоа сакам да ја кажам вистината, значи ја водев предлог закон кој што не беше ни на СДСМ, не беше ни на Мери Николова, ниту на адвокат, ниту на пратеници, водевме предлог закон произлезен од желбата на затворениците, каде што немаше селекција, иако ја бев против некои дела, кои што не беа издржани, но реков, кога јас веќе пласирав и јавноста почна да пишува дека јас ќе одам со амнестија, каква личност, каков печаток ќе оставам јас ако се откажам, а не смеам да ја кажам вистината што се случува. И затоа дозволив по мене да се фрла по камења, сум сакала вакви да ослободам, педофили, не знам што. Тоа не беше моја желба, не беше мој предлог закон, туку јас бев носител на гласот на немокните кои што беа долги години позади решетки. За да помине тој закон, ти требаше да собереш 10.000 потписи, една фаза од процесот во која што исто така те демотивираат и дали добиваш совети дека е тоа невозможно, добиваш такви совети и од СДСМ, добиваш такви совети и од обичните луѓе и од Државната изборна комисија која што е надлежна, нели, да го контролира процесот на собирање потписи, така натаму и така натаму. Додека дојдеме до 10.000 потписи, да се задржиме се уште на оваа фаза, која што исто така сметам дека е интересна, а тоа е процесот во кој што велиш, тебе ти пишуваат многу луѓе, од тебе бараат спас, во тебе гледаат Господ и така натаму и така натаму. Добар дел од нив не се само семејствата на овие кои што се во затвор, туку се и луѓе кои што се во затворот. Таа комуникација знае да биде многу специфична, бидејќи ти комуницираш повторно со луѓе кои што нели тие самите се тие кои што ти кажуваат кој сум, зошто сум овде и така натаму. Ти не знаеш колку е тоа точно пред се, не знаеш колку ти ја кажува некој вистината или не. Дали тоа малку ти правеше проблем или им веруваше на сите во се што ти пишуваат за тоа кој се, што се и зошто се внатре? Магистрирав на безбедносни науки на темата значењето на материјалните и вербалните докази во предистражна постапка и секоја некоја приказка која беше стигната до мене, јас ја истражував, испитував преку луѓе. Значи правеше проверки? Да. Внатре не бев излажена тотално од никој. Дури и за педофилијата кој што ми пишува, јас гарантирам пред јавноста, многу луѓе се наместени. Има педофили. Јас сум најголем противник и не сакав да ја водам амнестијата токму поради нив, но ние имаме местено луѓе и од полицијата за силување на жени. Местени, побегнати во странство и многу ми е жал што не може да дојдат да се обнови нивното дело и да се виде точно по кој основ тие луѓе се осудени. Кај нас, за жал, сите пресуди дојдоа по вербални докази, материјални докази, не постојат по нашето судство. Да, тоа се сведува на тоа, не да Боже да не да Боже. Дај Боже да може секој случај еден по еден вака, нели? Да се испитува од почеток па да видиме. Се уште не сме дошле до правдата. Јас велам дај Боже да дојдеме до Дај Боже, да. 10.000 потписи. Повторно демотивирана во процесот, ти велат Мери нема шанси, откажи се на време. Тогаш бев тотално уништена. Реков, зарем е можно никој да нема верба во сето она што го направив и дека јас почнувам, а може би гледано и од друга страна, си викат луѓето се плашат кој ќе излезе да потпишува, не ова партиско, не побарав мене партијата да ми... Значи ова го правев јас надвор од партијата, иако сум член на СДСМ, како граѓански активист и сите мои идни борби, без разлика која власт
ќе биде. Дали е Заев? Јас ќе се борам за граѓаните. Тоа што е интересно е дека дури и твојата партија, бидејќи кажавме дека си таму член, дека бев демотивирана, да, нема шанси да собереш 10.000 партија те демотивира, така потписи, одам во ДИК, нема шанси да собереш 10.000 потписи, кога Ленка на времето, не знам за кој закон, не можела да собере 10.000 потписи во рок за 2-3 месеца, тогаш за вакво нешто, за амнестија, што не станало збор 13-15 години, нема шанси. Значи, тотално одам кај луѓето да ги доставам документите кои што истото ми го кажуваат. До душа Ленка се пуштија муабети, кога почна да се собират потписите. Пред да почнеме ги собираме тие 10.000 потписи, ние моравме да собереме 100 потписа за да може да се распише тој референдум. Тогаш Ленка почна да пуштат своји луѓе по затворите, дека Мери Николова е затворена, нема да има потписи, се откажува. Кога почнаа да вртат телефони кај мене, значи тоа беше многу доцна 10-11, Мери, дали си добра, како си, кај си, викам јас ако сум затворена нема да имам телефон, што се случува, значи дојдовме до собата, како изгледа, што исе телефон и се јави мој другар, што се случува, каде е Мери затворена да ја посетиме, таа рекла во шутка, тука почна мајки шајки, добро, тоа зошто значи, така дошло, да, еве процесот. вија Мери, да, не знам која била намерата, како било пуштено, ниту ги знам кои се тие од Ленка, нити ја знам нивната улога, значи да го тргнеме тоа настрана. Сега треба, значи, административниот дел, одењето на административниот дел, кој не направил ваква акција, граѓанска иницијатива, тој не знае колку е тежок патот, административниот дел да се дојде до цела документација, за да се внесе предлог закон. Треба во секој град да имаш поднесено, нели? Во секој град, каде да што има ДИК канцеларии, требаше да се достават списоците и тоа бега отежнувањето беше во тоа што не се наоѓа на приступачно место, туку луѓето дури не знае каде има канцеларии ДИК. На некои места не отпочна во истиот ден собирањето на потписи, почна вториот, третиот ден, но мислам дека во ДИК се створи една симпатија кај мене како може една жена да го направи тоа, како ги броја секој ден гласовите, не е возможно. За колку дена ги собраш? Јас мислам, значи првиот ден ако не го сметаме, четвртиот ден имавме веќе 10.000 потписа и рековме да не одеме со 10, да имаме над 10, можеби ќе се случи да ни се гледат потписите или измината лична карта, нешто да ни ги намалат па да ни пропадне. Значи бевме спремни на се. И рековме дајте да продолжиме уште 10 дена, имавме рок 2-3 месеци да видиме до кај се соберат и над 11.000 нешто и реков доста е, зашто јас бев изморена, јас требаше да ги посетувам сите места, јас требаше да зборувам со луѓето. Целиот овој процес го поминуваш без буквално денар поддршка без од денар било кој. од партија, како што зборуваат, од Сорос, значи парите инвестирам сама, инвестират семејствата, инвестират од внатре, а што е најтрагично, значи кога почнаа протестите, завршуваме, значи со собирањето на потписите, предлагаме во собранија и се договараме дека ние немаме уште одговор, ако не почнеме протести, амнестија забораваме. Се решавате да излезете на улица. На улица. Колку сме, толку сме. Битно да го пренесеме она за кое што се мачевме сите тие денови, да ги собериме потписите и да внесеме како некако невладина организација, туку како граѓански активист. Единка внесува предлог закон сама со семејствата, пријателите на семејствата и на осудениците. Оваа заслуга цела е на самите осуденици, кои што да бевме нормална држава, по нормална постапка, тие досега одамна требаше да има амнестија поради лошите услови. И излегувате на улица? Излегуваме на улица, дали во првиот, вториот и така еден по друг, третиот протест. Пред собрание и се договараме да одиме кон влада, зашто ни беше соопштено дека и курир бев исто од ДИК до собрание, ги доставувам писмото, значи требаше да ми одговорат за колку време треба да се достави до премиерот, значи во влада, ако не помине било каков предлог закон, не дадат министрите одобрување, не може да оди на собрание, да се дискутира во двете комисии пред да отиде на пленарна.
Вие добивате информација дека е потпишано. Добиваме информација дека е пратено во влада. Рековме, ајде, Одиме тргнуваме пред влада. Спонтано отидовме пред влада, а тој ден имаше пратенички прашања. Отидовме пред влада и со писма уредно ги прашуваме да не пуштат внатре, кажуваат не е тука премиерот, ако не е тука премиерот, дозволете ни со некој друг да зборуваме или да ја оставиме нашата пошта во архива, но нема да заминеме. Тој што ќе ја прими нека му се јави за да ни одговори. Ние сакаме нашиот предлог закон, значи јас сум таков тип. Не можам да спијам додека веднаш не го решам. Тоа и за мене беше нонсенс, ја да чекам 10 дена да ми подпишува Груевски, да се испрати до собрание. Или бива или не бива. Работата тука бе веќе спремна. Што и да ми се случи, ја чим стигнам до тој чекор, знам колку тешко го изодив. И може ова да го потврди секој кој што ќе го изоди. Бев спремна на се. Имаше мали бебиња со нас, дечиња. Ме качија преку оградата, ми го дадоа бебето, година и пол. Се турнав кон полицијата, имаше повеќе полиција од колку што имавме народ. Долго време носев модрица од тој командир, што ми ја свитка раката и што ме турна и во позадина семејствата снима и почнаа да рипате. И знаеш ли кој ти удираш? И реков смирете се, за да не се случи. Они одвај чека тоа да се случи. Излеговме и ми се јави, сега можам слободно да кажам и да ја заблагодарам на претеничката од дом Лилијана Поповска и ми рече Мери, поставив пратеничко прашање. Предлогот кој што е испратен до премиерот е вратен до собрание и ќе се закаже на комисија. Јас уште не сакав да верувам. Прашувам дали е испратено, секаде поставив свој луѓе. Значи, сум личност кој што во секоја институција имам свој луѓе. Се јавам во собрание, вика такво нешто не е стигнато. Реков не си одеме. 30 души, легнувајте сите на улица. Легнавме на улица и најверојатно од полицијата, од обезбедувањето им кажале дека не си одиме. Јас инсистирав да го најдам бројот на Лилијана, повторно и се јавив, да ми го даде бројот и да ја прашам. Прашањето било упатено кон заменичката за правда. Кога се јавив и се представив, таа се стаписа. Реков за да напуштиме ние пред влада со луѓето, за да знаеме дека е поминато, сте кажале јавно, а јас тука имам новинари и кажам јавно дека лажете, значи ја фактички одев со уцени. Не знам како тоа да го објаснам, или храбро поставување на прашањата, без разлика каков е исходот или одговорот. Ја прашавте дали е точно тоа или не? Да. И последен саат ми се јавува од собрание пријателката дека се е во ред, а не било доставено. Како е излезен курир од влада, како, што кој подпишал, нас тоа не интересира. Предлогот беше доставен и во тој момент, не знам, во тој момент кога кажа, јас сите почнаа да плакат, да се гушкат, тогаш ме крена во раце, бев збунета, не знам што се случува, дали е можно толкав тежок трнлив пат да ми се случува. Новој предлог не проаѓа до крај. Не беше изгласан. Не беше изгласан, а сакам да кажам зошто не беше изгласан. Значи, кога беше доставен и кога бев повикана на комисијата, мислам дека Владко Ѓорчев, за да не бидам толку бучна, зашто тие сите од мене како да има страв. Мери не се секирај, ќе одложиме комисијата, ќе биде за следната недела. И реков, ај да се потргнеме да не слушат, зашто јас имам некои прашања. Отидовме, мислам, негов кабинет, не знам дали е негов, влеговме во еден кабинет. Реков, зошто да не повика, го чекаме, шефот да се врати и не знаеме што да правиме. А кој реков треба да одлучи за амнестијата? Горниот. Сега се збунив, горниот за мене е Бог. Реков, кој е горниот? Па вика премиерот Никола Груевски. Беше се јасно дека во тие 10 години навистина тој беше Бог во државата. Добро им пресуди. За некого, Бог. Не за сите. Да, многу. Мислам, што јас поминав, тоа сето што го направив, воопште не се кајам. Но сега кога би ми дале таква задача, не би почнала. Не би почнала кога сум свесна во каков режим јас сум го правела сето ова, не мислејќи дека нешто ќе ми се случи.
нон-стоп со закани, со болна мајка, со оставање на деца дома, значи како сум го ризикувала животот, од страв сум спиела по 4 часа, 2-3 месеца, тоа треба стварно да си морон, да си борец голем, за да можеш со љубов да го изодиш тој пат и да знаеш дека правиш добри дела за дечиња, ги гледаш немат млеко да се купи, треба храната на родителот да се носи. Треба да имаш големо срце. Кога и како проаѓа конечно законот за амнестија? Со смената на власта во јуни, а пред да се случи, значи ова, сите гласови одат на конто на СДСМ. Зошто? Зошто луѓето знае дека јас сум испратена од СДСМ и добро, благодарение на мене, ако рачунаме 5000 затвореници по 4 души, тоа се 20.000, од тие 20.000 минусира албански гласачи, значи јас испаѓа дека носиме на конто од затворите семејствата и јас како нивни представник 15.000 гласачи. Ај да не претерам, еве нека бидат 10, биде малку поскромна. И се ветува амнестија, и се замолкнува кога се доаѓа на власт. И ние повторно превземаме иницијатива, не сама, повторно од внатре, фаќаме адвокат, во иста верзија се прави нова амнестија и се доставува до собрание. Реков, до собрание ќе доставам и ќе повикаме трибина да кажеме зашто патот по кој што одев. Не одам повеќе да собирам потписи. Сега знам како треба и верувам дека нашиот премиер беше голем борец, дека ако се борел тој лично за себе, да докаже дека не е валкана личност, дека е борец за правда, дека не треба да е осудуван, тогаш може да разбере дека на вистина на тие луѓе кои што неправедно се осудени им треба помош. Ние во затворите да не се лажеме. Значи имаме секаков тип на луѓе. Имаме и неправедно, имаме и праведно, но во голем број беа луѓе тероризирани од претходната власт. Владееше на страшна диктатура. Откако го доставив тој предлог, повикавме трибина, направивме трибина, скоро тој предлог помина 80% од нашето барање. Нормално сега, кога е премиерот, да не се лажеме, оваа работа треба да биде одобрена од премиерот, да се пуште во собрание. Ако се пуште во собрание, значи може да биде одобрена од премиерот и да се изгласа. Тука Заев прави едно големо дело, бидејќи го слушна гласот на напатениот народ, на граѓанинот, на нешто што луѓето се борат за правда и тој самиот мислам дека совеста ќе огризаше ако не дозволеше да помине таа амнестија. Иако и самиот беше свесен дека внатре има и невини и валкани луѓе. Но со самата посета на затворот, тој самиот се увери, но можеше да биде подарежлив поради условите да добијат сите крај на крај. Ти не го ослободуваш, му намалуваш казната. Значи, гледано од таа страна, благодарение на осудениците, благодарение на семејствата, се донесе еден закон кој што премиерот нормално и утре да биде и друг премиер, тој ќе мора да потпише. Значи, ова е успех на самите осуденици. Дури јас на себе не го препишувам успехот, иако трчав многу за нив, но тоа го работев со срце и со душа. Донесен е законот, се изгласа, се доби амнестија. Твојата партија е на власт, а Мери е дома. Имаш статуси во кои што велиш за првите луѓе во револуцијата или во бунтот не е место ниту во влада, ниту во институциите, бидејќи тоа се борци, а не се послушници. Па потоа ќе кажеш апел да се вработат сите кои биле во првите редови на револуцијата. И тоа ми е малку сега контрадикторно, нели? Бидејќи во еден момент велиме тие луѓе заслужуваат место, нели? Револуцијата да не се лажеме. Револуцијата и добар дел од тие во првите редови на вистина се вдомија во разни институции. Тие во првите редови воопште не се вдомија. Ви го пренесов гласот на самото започнување на емисијата. Ви го пренесов подарокот да се сеќавате на нас. Вие сте единствениот новинар кој што се сетивте токму на првите борци, кај што не е Мери како единка, позади имаме уште 34. Јас зборувам за тие истите луѓе. Јас лично, ако сега треба да одговорам, јас би кажала да, јас заслужувам многу повеќе, зашто јас бев предложена и за пратеник, и за градоначалник. На моје место седна средношколец со незавршен факултет и со менаџер во казино.
тука мојата гордост се уништи. Јас можам во секој момент кај сакам да работам. Но јас држам до своето, јас ќе бидам секојаш глас без разлика која партија Ви беше да предложено да бидете пратеник? Бев предложена од 4 места, од општината Центар, од Пробиштип, од Кисела вода и од Газибаба. И? Од местото за градоначалник исто од Пробиштип бе предложена од сите местни, за да на крај влезе личност кој што најверојатно се додворувала ке нас, иако се менува власта. Имаме луѓе кои што се скромни, доблесни на она што го прават, има луѓе кои што се додворуваат и јас уште не го знам одговорот, уште не го знам одговорот, но јас не сакам да пројдам на таков начин. Ако на оваа власт или на некоја идна власт не и треба вакви кадри, јас би се сложила, но никој не може мене да ме натера да се откажам од граѓанскиот активизам. Секоја власт која што прави грешки, дали ова, дали некоја идна власт, јас ќе стојам и ќе го штитам и ќе окревам гласот на народот на овој пат. Многу поорганизирано. Сега знаеш како. Знам како и би сакала да апелирам во сите закони, цела година помина од власта, ниеден закон за граѓаните не се смени, ниеден закон не го штити граѓанинот, сите зборуваме на уста, делата ги нема. Извршителите, ќе ги поддржам луѓето кои што ја крена оваа иницијатива, да бидат повикани и граѓанскиот сектор во дел на приготвување на еден закон, бидејќи тие најубаво ги знаат тие доле што се проблемите, тие што се високо се донесени со ниеден ден работно искуство или релативно млади, па не го прочителе постоечкиот, па камоли да знае што треба да смени внатре. Дали те повредува тоа што си, условно кажано, заборавена? Или тоа што некој го заборавил твојот труд, напор и успех на крајот? Повредена, лута, не знам. Не можам никош да бидам лута. Повредена. Може би повредена кога гледам во смисол какви кадри се поставуваат. Не сум повредена како личност. Не може вредноста некој да ти ја повреди, но повредена од кадрите кои што ги гледам. Не можеш ти од планина симнат или од школо излезен да бидеш функционер кој не знаеш прво што... Ама се чини дека тоа сите влади го прават. А сите викат ние сме подобри од претходните, а треба да учиме на тоа дека не треба да имаме партизирана држава. Граѓанскиот сектор пред се. Зошто јас не видов ниеден од граѓанскиот сектор да биде министер, да биде државен, да биде заменик? Не гледам никаде. Имаше пред и време такви, се знаја... Патуваа со скапи летови. Да, па беа разрешени. Не е само начинот Значи, да бидеш транспарентен, дека колку трошиш, кога позади тебе правиш илјадници грешки. Не е финтата, тој министер толку троши, директорот, а тој позади тебе по 10 души од семејството води и вработува. Јас најсрекна ќе бидам. Подобро јас да бидам деградирана, отколку правите борци да седат дома, зашто знам каков живот водат. Колку биле искрени ден денеска и да се случи да го одбраниме заев, знам дека ние ќе бидеме повторно првите кои што ќе застанеме до него, бидејќи не сме дволични, но го бараме она, јас лично го барам во мое име, да се помогне на оние граѓани на кои што навистина им треба помош, а не да се вработуваат лица од семејствата на функционерите. Се боревме за граѓански, партија на граѓаните, живот за граѓаните, тој живот го нема. Во тој контекст одбиваш сопругот Агрон Буџаков да ти најде работа? Да, одбивам, а јавно ќе кажам дека иако Заев ми вети, јас нема да кажам дека е лажго, туку ќе се сети да ме повика и тоа што го ветил да го реализира. И повторно во контекст на граѓански активизам, претпоставувам. Точно. И нема да се откажам. Секогаш ќе ги поддржувам луѓето, зашто тоа ме прави среќна. Ако вие ме затворите партиски послушник, јас не можам да издржам. Мери, беше прекрасно, ти благодарам за ова твое вечерасно учество во Лица. Се надевам дека во следна прилика повторно ќе имаме повод да се дружиме. Ви благодарам и на вас. Пред се мојата желба да ве запознам лично беше многу голема. Кога се случи оној терор во времето кога се случуваше, јас бев најголемата плачка. Добро што издржав во емисијата да бидам смирена. Смирени бевме двете. Благодарам. Ти благодарам уште еднаш. До следното видување. Благодарам. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието и повторно се гледаме за 7 дена.